да, слушнавте многу фактори може да влијаат на депресијата, меѓутоа сега ќе говориме за анксиозноста. Знаете ли зашто ја одбрав оваа тема? Затоа што знам дека многумина се соочуваат со анксиозноста. Но како да ја победиме е прашањето. И дали постои решение е исто така прашањето. Ке ни одговори Елена Антоновска. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро, добро ме најдов. И драго ми е што си дел од Македонија денес. Ке ги повикаме гледачите со телефонски јавувања, доколку имаат прашање, некое конкретно и се соочуваат со некој ваков проблем. Јас мислам дека од популацијата сега да не земам статистики, анализи и така натаму, меѓутоа во последно време се зема замав анксиозност. Да. Што е анксиозност? Јас би се поврзала на прилогот и супер што го пушти, одлично, на прилогот за депресија, бидејќи тие две состојби се некако многу блиско поврзани. Да. Депресијата од една страна, од наша гледна точка, сега јас малку ќе зборувам, е состојба која што е генерално поврзана со минатото. Значи, ние заради некои причини пребиваме поголемиот дел од времето во минатото, развиваме мисловни форми, концепти за тоа и при тоа, нели, од тоа произлегуваат некои емоции кои што се поврзани со тие минати искуства. Наспроти тоа, анксиозноста е состојба поврзана со иднината. Значи, со иднината, со нашите очекувања, со она, нели, кад би било, шта би било. Да, се имаме планови, па не се реализираат. Да, очекувања, планови, цели, теории за иднината, реални и генерално нереални, значи, некои кои воопшто нема да се случат во поголемиот дел. Значи, нашиот ум пребива во идното време. И ние заради несигурноста, како да речам, неизвестноста и непознавањето на крајниот исход, нели, пошто не можеш ти да знаеш како ќе излезат работите, можеш да ги контролираш до известна мера. Создаваме мисли и емоции кои што не се реални. Не се реални, значи и мисли и емоции кои што прават да се чувствуваме постојано вознемирено. А нема причина за тоа. А нема причина реална за тоа. Тоа е многу голем проблем. Значи не можеме да се справиме со нашиот живот. Што значи дека во превод двете состојби прават да ние не се наоѓаме, односно потекнуваат од ситуацијата да ние не сме во сегашниот момент. Ние не живееме сега, овде во овој разговор. Туку додека разговараме, пример, моите мисли се леле вчера што се случи, леле тој ова ми рече, леле денеска имам ова и ова да направам. Премногу анализирање. Утре, да. И практично, да, премногу анализирање и создавање емоции кои што не се баш пријатни заради таа прекумерна анализа. Тука, значи, прашањето е кои се лицата или кои личности најмногу се ја предизвикуваат анксиозноста. Дали ќе дојдеме до одговор дека оние кои премногу стравуваат, анализираат за се што е непотребно во животот да се стравува. Затоа што можеме во главата и да си создадеме и болести, кои ги немаме. Резултатот е тоа. Така. Меѓутоа, еве да појасниме конкретно как за вашата работа, уште еднаш, значи, да знаат гледачите каде може да се обрата доколку сакаат помош. Како ние работиме за да го решиме проблемот со анксиозните луѓе? На кој начин? Кај нас често доаѓаат варс луцида, често доаѓаат луѓе кои имаат различни состојби. Депресија и анксиозност се можеби едни од најлесните состојби. Навистина? Да. Во смисла, доколку тоа не е навистина хронично, долготрајно, со години да се случува, ама тоа веќе преоѓа во некои други состојби. Например, панични напади, разни други состојби кои што се подлабоки психолошки пореметувања и така. Она што ние го користиме често се алтернативни начини на работа, коучинг и потоа обуки за развивање на свесноста и за користење природни начини за регулирање на собствената енергија и за разрешување на собствените состојби. Без да користиме лекарства, без да користиме лекарства, медикаменти, значи сосема природно, она што од секогаш, од веки веков, што би се рекло, ни е дадено од природата, од нашите стари и така нешто. Еве сега, значи, ние како народ ќе дојдеме до заклучок дека сепак анксиозни сме. Меѓутоа, дали состојбата и ситуациите во кои што живееме, еве сега анксиозноста може да биде на многу повисоко ниво од ова што ни се случува со коронавирусот. Затоа што луѓето
паниката е анксиозност, така да јас мислам дека тука веќе и уште поголем проблем ќе се состане. Јас мислам сето тоа доаѓа од недостаток на свест во прва рака. Така. Во смисла, недостаток на свест и рационално или разумно селектирање и разлучување на информациите со кои располагаме. И уште нешто, недостаток на разбирањето дека ние со ситуацијата во главата што ја имаме, сами си ги предизвикуваме и си ги правиме работите. Тоа значи дека ако ние влеземе во паника, во страв, во страв, не во анксиозност, него во страв длабок, онда секако ситуацијата воопшто нема да биде пријатна, ниту пак позитивна и за сите. Така. Што значи дека поголема шанса има да се расшири било каква епидемија, не коронавирус, значи било каква епидемија, доколку ние поверуваме дека сме готови. Тоа и така ќе биде. Во нашиот ум и во нашите мисли. Така. Едно е да преземеме превентивни мерки, значи да се разбереме. Друго е да влеземе во параноја и паника. Така, треба малку и психата да ни биде на повисоко ниво. Тука, значи, алармираме на некаков начин, значи, од психолошка гледна точка. Не само што здравствена може да не снајде. И психолошката е тука во овие моменти најважното нешто што треба да бидеме присебни и едноставно да ги почитуваме сите оние мерки кои ни се дадени. Меѓутоа ќе разговараме ние за тоа, има и други теми со кои што може да ги начнеме токму за ова, што ни се случува е неизбежно и ете барем накратко да кажеме дека и тука психата игра главна улога. Меѓутоа ќе се навратиме на анксиозноста. Постои ли решение, колку е долгорочна таа во животот на еден човек? Кога човек, кои се симптомите на анксиозност? Може би за некои луѓе што едноставно не сакаат да одат на преглед или на било каква консултација или на било каков начин на барање на помош, затоа што тоа гледаме дека е возможно во животот, така? Да. Кои се, да кажам, во моментот оние симптоми, да ги наречам, со кои што можеме да кажеме, анксиозна сум? Да. Јас прво би рекла, се обидувам на многу едноставен јазик да го објаснам тоа, да не влеземе во терминологија, нели стручна и сето тоа. И јас нема да те разберам. Да, никој нема да ме разбере, ни ја нема да се разберам. Така да ќе го избегнеме и народски ќе си говориме. Народски ќе си збориме. Апропо прашањето што ми го постави преска, ќе го поврзам со тоа. Значи, некои луѓе се повеќе паѓаат во депресија, а некои луѓе се повеќе анксиозни. Значи, еден тип на личност, например, оние кои што се грижат за сите, кои што имаат помала самодоверба, каде што егото има помала функција, го нема скоро. Значи, оние што се секогаш ориентирани кон другите, интровертни и така натаму, имаат повеќе шанси да влезат у депресија. А оние кои што на прв поглед изгледаат екстровертни, динамични, каде што има егоинфлација, кои имаат големи очекувања, значи кои во својот склоп немаат повторно во еден друг екстрем мерка, така, имаат шанси повеќе да бидат анксиозни. Така. Значи ги делиме на типови. Од прилика. Значи ова е некоја груба сега поделба, селекција, да. Кои се симптомите? Депресивните симптоми веќе ги знаете, но тоа веќе во денешно време не се ни препознава, бидејќи поголемиот дел од луѓето се во некоја латентна форма на депресија. И депресијата стана нормална состојба. А што не е нормална? Што не е нормална? Значи, кој ќе ве видат вас насмејани од сабајле, вие сте тој што е ненормален и се прашуваат шо ви е на вас, да не си на некоја дрога. Значи, на шо си од сабајле? Ме насмеете. Така, меѓутоа депресијата е нормална. Така? Да. Анксиозните луѓе често имаат, не може да се спастрат на едно место, повеќе од некоја минута. Имаат често тахикардии, аритмии, срцеви. Добро. Во стомакот имаат чувство на нелагодност, како да нешто ќе се случи во секој момент, на чувство на неизвестност, како да нешто наидува. Сепак неубаво и нелагодно чувство. Не.
Многу и страшно. постојано се во состојба на исчекување Така. и паника доколку, бидејќи тоа исчекување нема резултат, не дека нешто ќе се случи стварно, Да. постојано се во Мислата. чувство на паника, страв може да биде и на крај панични напади. Значи, Во симптомите тие не се панични напади пријатни. ги вознемируваме и сите околу нас со анксиозност. Така е. И исто така се карактеризира со голема мозочна активност, умствена активност, каде што умот не е под контрола, значи е вон out of space. Значи, тоа едноставно ќе дојдеме до заклучок дека анксиозните луѓе не може да си ги контролираат мислите. Не може да се. А дали не може, велиме не може, но дали може да постои решение каде што ќе Решение може да секогаш дојде? постои, да, Така. тоа ми беше следната Да. реченица. Решение секогаш постои во смисла се поминува. Ако ми верувате, се поминува. Значи, поентата е само да не му придавате толку значење, да не се сваѓате себе толку сериозно, односно да се свртите кон решавање на работите, а не кон продолжување на проблемот. Или побарете помош. Или тргнете да разгледувате зошто вие сте дошле во таа состојба. Значи, ајде се погледнеме искрено и реално. Секој од нас има своји мани, нели, некакви карактеристики, Секако. Никој не е некакви совршен. образци, ние да, сите сме Никој не е воспитани совршен, некако, така. Растени се во има различни удел, средини, растени во различни средини. воспитувани на различен начин и Дефинитивно. така натака. Семејства дисфункционални имаат прекрасни семејства, па Така е. може од дисфункционално семејство да произлезат Видите, прекрасни и од луѓе. прекрасни семејства И од прекрасни искачаат семејства, така е, тоа ми луѓе беше со проблеми. Така, тоа Значи, сакав и да го кажам, нема правило. Правило. Да. Нема правило како што велат и богатите плачат. Мислам дека они и поише плачат луѓето. И се соочуваат со кој да ги проблеми. разбере. Да, секој во животот си знае Секој има. за себе. Да, така е. Меѓутоа, анксиозноста, јас сакав на оваа тема да разговараме, уште еднаш ќе повикам гледачите доколку имате прашања, сакате да бидете дел од Македонија денес на оваа тема, се соочувате со вакви проблеми и слично, слободно може да не побарате да се јавите, да ве вклучиме во програма. Сите оние кои во моментот не слушаат и се прашуваат, а како тоа може Елена да ни помогне? Кој ќе биде одговорот? Кај нас, значи во Арс Луцида, се практикуваат, рековме, природни, односно како ние ги викаме комплементарни или алтернативни методи на работа, кои што практично, кога ги употребувате, го балансираат целиот систем. Тоа значи дека со употребата на тие техники и методи, емоционално-психолошкиот аспект е дел од нашиот систем и на него директно се работи. Зошто е тоа така? Имунитетот, телесниот имунитет, ако го земеме за пример. Телесниот имунитет не паѓа или не се пореметува само заради тоа што телото не работи. Туку се пореметува заради тоа што телото веќе не може да поднесе. Така. Тоа значи дека во нашиот систем секој сегмент е подеднакво важен и дисбалансите, пореметувањата или дисхармонијата во системот доаѓа од некои повисоки нивоа, како што се емоциите, умот, духот, така или енергијата, енергетското поле. Значи, во тој случај можеме да кажеме дека енергијата на системот е толку падната да сите нивоа трпат заради тоа. И сега, ние кога сме веќе некако вознемирени, кога некако не функционираме стабилно, кога не сме во баланс, сите делови од нашиот систем се на некој начин нарушени. Распаднати, да Распаднати, така е. Кога веќе ќе дојде на физичко ниво некоја состојба, верувајте дека ние веќе долго време не сме во ред. Само тоа не можеме директно да го видиме, туку го чувствуваме, заради тоа што не се однесува на телото. Туку чувствуваме дека не сме добри, мислите почнуваат во негативна насока да ни одат, губиме верба и надеж. И веќе немаме контрола. И веќе немаме контрола. Па, можам да кажам дека овие техники и методи кои што ги практикуваме во Арс Луцида, почнуваат од највисокото ниво, го балансираат целиот човечки систем и го прават стабилен. Вие не можете да го гледате само телото. Така.
телото самото нема да ја заврши работата. Значи, ако сакаме да сме здрави, мора да сме здрави на секое ниво. Така. А што е она што можеме, еве, за анксиозноста кажавме дека и депресијата. Дали анксиозноста, доколку луѓето, еве, не побараат навреме помош, анксиозноста може да премине во тешка депресија? Може да премине во било која некоја друга состојба. Форма на состојба на потешка. депресија. И во тој случај човекот станува толку нестабилен што се прионува, како да кажам, кон медикаменти и кон сериозни некакви други начини за санирање. Да, медикаментите можеби во некои случаи се добре дојдени. Меѓутоа тука кај нас, дали според тебе постои се уште табу тема да се замине на психолог, да се побара помош еве од вас, да се побара помош од психијатар? Дали тоа се уште го имаме како? Секако дека го имаме. За жал. Дури не се работи за тоа дека вие сега треба да одите на психолог или на психијатар, него воопшто да побарате помош. Било каква. Било каква. А дури од најблиските, од пријателите и така натаму. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Заради тоа што прво гордоста е една од големите гревови условно. Значи гордоста е нешто што најтешко се лечи. Така. И човек од гордост и од срам нема да побара помош, доведувајќи се себе си во многу тешки ситуации. Така. Освен тоа, нели, што ќе речат другите? Па, мене ништо не ми е, нели, порекнување, denial. Па, а што е првиот знак дека вие имате веќе некоја состојба, така? Кога веќе го кажувам. Како кај зависностите, така? Да. Исто така, срам од тоа да не ве видат, да не ве судат, да не речат за вас нешто, да не ве зборат. Се уште ние живееме во средина каде што менталниот склоп на луѓето размислува за жал на вакво ниво. Каде што ако не боли зап, заминуваме на стоматолог, ако не боли стомак, одиме на гастро. Тоа доаѓа од таму. Ако почувствуваме душевно дека нешто ни се случува или некои стравови, зошто да си одиме? Тоа доаѓа од таму дека овој менталитет е постојано свртен кон другите се уште. Што ќе речат? Да, ние се уште живееме за некој друг. Работиме за некој друг. И токму поради тоа и патиме. Да, и токму поради тоа и патиме. Немаме некаков имидж за себе заради некој друг. И така натаму, и така натаму. Па и тука анксиозноста може од тоа да произлезе тука зборувам, почнувајќи од семејството, од родителските улоги, од улогите потоа на децата, кога ќе пораснат, па родителите ќе остарат, и нормално, почнувајќи од семејството, тоа се пресликува во секој сегмент од општеството. Така е. Не разбираме дека, доколку ние не сме здрави, не може ни нашите деца да се здрави, и тоа се шири како епидемија низ целото човештво, општество и човештво. Основа, така е. Значи, коронавирусот не е вистинската опасност. Ако ние секојдневно на децата им говориме за стравот, и тие ќе стравуваат од... Не мора ни да им говориме. Едноставно ќе почувствуваат. Чувствуваат, они ги преземаат нашите емоции и мисловни образци. Така е, сега ме интересира. Сите оние кои што се соочувале и си биле свесни за својот проблем со кој што се соочувале и дошле кај вас, еве, и побарале помош. Проблемите решени? Анксиозноста повеќе ја нема? Да. Сега ќе ви кажам, значи јас нема да говорам за други, ќе говорам еве за себе. Добре. Јас бев во животот исто така соочена со тешки предизвици, но и она што го гледате сега, значи, јас сум го задржала можеби духот, силата и оно, но не сум претходно не можев да го се справам со себе си и со ситуациите што ги имав, во смисла тоа беше посилно од мене. Така. Така што ако сега може да направиме разлика, ако сум можела јас да се променам, може секој да се промени и да воспостави контрола врз себе си и врз сопствениот живот, врз сопствениот систем. Така. И на начинот на кој што функционираме и ги доживуваме работите. Значи, со работата на себе, вие воспоставувате контрола над себе си. Како? Се запознавате себе, ги решавате работите кои ве доведуваат во анксиозни состојби или во состојби на стравови и паники, ги отстранувате и при тоа градите стабилност внатрешна. Така.
внатрешен имунитет, интерен, психолошки имунитет, Психолошки. за да можете понатаму да се движите во животот без да влегувате во такви магични зачарани кругови. Со леснотија малку да го живееме леснотија. животот и да ни биде денот убав. Да. Го започнеме убаво, со убава мисла. Дали еве се согласуваш што мене кажуваш дека да, јас сум едно насмејано лице во раните утрински часови. Оние останатите кои тоа не го доживуваат или животот не сакаат така да го живеат, не може да ме разберат? Не. Не, за жал. А како Секој ние го да ги разбира- разбереме, да ги разбереме таквите? Секој го разбира она што го живее или Така. она што го поминал, значи она што го има веќе во искуството. Така е. Така? Ако А сме зашто ние... говориме за анксиозноста? Може би јас сум се соочила со анксиозноста, па Секој те се повикам. соочил. А токму така. Значи, јас ние не сите бегам од дневно вистината. имаме такви состојби. И јас мислам дека секој треба да говори токму за тоа, затоа што за да се реши проблемот треба да се говори. Ние не Ако зборуваме за молчиме- идеални случаи. Апсолутно. Значи, не постои идеален случај. Да. Секој од нас дневно, на дневно ниво, се соочува со разни ситуации. Прашањето е само како ќе ги пристапиме и како ги решаваме. Така е. Сега, бидејќи ние веќе сме решиле да живееме поинаку, рецимо, насмејано, Да. Да. Во секој тогаш случај, да. нашата свест би требало да биде на некое повисоко ниво и според тоа одговорноста е наша да ги разбереме другите зошто Па така јас се со оглед на понашаат. тоа дека ги разбирам, токму и затоа сакав на оваа тема да говориме. Тоа не значи дека, нели, треба да се справуваме со нив Така е. така или нешто да влегуваме во некакви нивни филмови. Но добро е да ги разбереме и евентуално доколку побараат помош да им помогнеме. Така е, токму и затоа Пак ќе сме повторам, доколку побараат помош. Тоа е многу неубаво за слушање, доколку побараат помош, а треба да се побара помошта. Знаете, затоа што и јас сум се соочувала нели животот си носи секакви промени во начинот на кој што сме го живеели животот и така натаму сме се соочиле можеби со некои потешки состојби, анксиозност, едноставно. Значи многу има, да не ги набројувам. Секој си знае за себе во животот. Меѓутоа, кога ќе почувствуваме дека дотогаш не сме функционирале така како што во моментот функционираме, тогаш значи дека не е во ред со нас нешто и затоа треба веднаш да се побара помош. Веднаш. Кога е веднаш побарана помошта, тоа е веднаш и елиминирано на многу брз начин, Да, за да повторно точно. се вратиме во нормала и нормално го живееме животот. Може би постојат тие мали некои, да кажам, симптоми од некогаш да, Да, се од почувствуваме нелагодно и слично, меѓутоа газиме, да кажам така да се изрезам, и одиме понатаму. Ова нека биде само апел за сите оние кои го Така е. чувствуваат тоа, не доколку, туку да побараат помош. Како може да ве контактираат уште еднаш? Само би сакала да додадам дека, например, јас им викам на моите клиенти, кога во моментот нешто се случува, тогаш треба да ми се јавите. Така. Да. Затоа што тогаш е најлесно да се отстрани и да се реши работата. Кога сме во жижата на нештата. А ако спласне или ако падне, никогаш нема да се јават заради тоа што, нели, ќе спласне жарот на ситуацијата и окей. Да, но ќе се повтори. Да, но ќе се повтори. Да. Можат да не најдат на Facebook, на социјалните мрежи, на Instagram, на сајтот на arslucida.mk и на телефоните кои што се напишани на Facebook и на сајтот. Так. Можат да ни пратат мејл, како и да е, присутни сме секаде. Благодарам, Елена. Ти Драго ми благодарам. беше што си На разговаравме поканата. и ова утро низ Македонија денес, па за некоја друга наредна тема ќе се договориме за што ќе биде, па за извесен период повторно ќе се видиме. Затоа што вакви теми се потребни. Да. Да.